Јас сум Лазар Ѓуров, универзитетски професор, обучувач, консултант, мотивацијски говорник. Главна работа ми е им помагам на луѓето да се развиваат, да го откријат потенцијалот у себе, да дадат нешто во светот. Јас имам средно завршено електро, правењето телевизори беше фора, а откако завршив тоа се запишав на војна академија. Пошто им беше филм да бидам офицер. И кога влегов да работам, му сетив дека може малку повеќе од тоа. И се сетив дека ми идеше многу програмирање у средно. И реков, окей, ако јас сега запишам магистратура на електро, на КТИА, јас ќе бидам добар програмер и ќе правам многу пари. Го завршив тоа и сватив дека мене работењето на компјутер не ме возбудува. Меѓувреме почнав да се занимавам со јога, почнав да одам на курсеви за неформално образование. Кога одев, имаше многу чудни реакции од луѓето околу мене. Меѓутоа јас осеќав дека добивам вештини, дека учам како во група, фасилитација, тренерски вештини. И на крај сватив дека јас треба да го заокружувам образованието со докторат кој што е на економски факултет во делот на организацијско однесување. И некако се затвори. Војската, војната академија и претходното структурирано образование се затвори во тоа да станам професор. Сега предам такви предмети, лидерство, комуникацијски вештини, а воедно и работам во компанија индивидуи. Се што сум работел се спои во едно и сега се си има свое место во тоа што го правам. Се додека не почнав да предавам како професор и да го работам ова со обуките, јас цело време имаш чувство дека не е тоа. Мотивот секогаш ми бил дека јас не сакам да работам ништо што не сакам и дека не можам да бидам максимално успешен во нешто ако тоа не го правам со љубов. Тоа не така лесно се случува во нашава средина, бидејќи многу пати тенденцијата е да се најде сигурна работа. Значи ти 8 сати од животот ќе правиш нешто што не сакаш за да те платат. Прво, ќе ти биде тешко и мачно. Второ, никогаш нема да сакаш да бидеш надпросечен во тоа. Не се плаќаат луѓето кои што се просечни. Се плаќаат надпросечни, да се бидете надпросечни треба да го правите со љубов. Треба да сакате да извадите максимум од тоа, да размислувате како да додадете нешто. И тоа да не биде работа. Младите луѓе имаат еден луксус, а тоа е може да пробуваат. Да пробуваат различни работи, да се пробат во различни работи и да видат каде навистина се чувствуваат убаво додека тоа го прават. И тоа многу пати во образованието, во формалното образование не се нуди. Ама сега има одлични можности. Невладени организации, фондации, европски проекти, што и да прават 100%. Ако го правиш со 60, никогаш нема да знаеш дали можеш. Без разлика. Учествуваш во некаков проект, взимаш некаква задачка, земај и прави ја 100%. Тогаш може да се развиват. Ако секогаш дават помалку, ќе имат оправдување можев ја, ама не сакав и тогаш нема развој. Што и да правиш, со цело срце до крај. И тогаш ќе можат да ги поместуваат границите.